Па, излезот ние го гледаме првенствено во нашите собствени сили, во зголемување на продуктивноста на трудот, во средување на внатрешните односи, намалување на одсутноста од работа. Исто така, излезот, во тој излез мора да помогне и пошироката заедница во интервенција со средства и низа други работи кои што треба да и се помогне на работната организација, за да може да излезе од ова, да речам, кризна состојба, која е погодена работната организација поради новите прописи, немање на средства, нередовно снабдување со потребни материјали, така да не може да се обнови циклусот на производството и низа други проблеми кои што представуваат пречка за нормално одвојување на производството и целокупната работа. Сметаме дека имаме сили, само што треба да ги средиме односите внатре во работната организација, исто така и заедницата да интервенира, така да речем. За разлика од другите години, во 75-та, поготово 76-та година, тој проблем е врло добро решен кај нас, така да имаме скоро одличен пласман. Кога велам дека имаме одличен пласман, мислам првенствено дека имаме добри чврсти аранжмани за извоз. Во тие аранжмани се однесува првенствено на извоз, што имаме заклучено околу 650.000 чифта чевли на источен и западен пазар. Исто така имаме доста и за домашен пазар. Така да, еден од главните проблеми кои што не оптеретуваше порано, сега воглавном е решен. Само треба да се овие други моменти решат, за да може производството да продолжи, а исто така и економичноста да се подигне. Во пресрет на главната туристичка сезона, Скопје од поодамна се наоѓа во интензивни подготовки за што поуспешен пречек на домашните и иностранските туристи. Од 1. април е во тек едномесечната акција наречена Чист град,
во која веќе 4-та година поред мощно успешно учествуваат местните организации, училиштата, работните организации и други. Се уредуваат балкони, дворните места, комплексите покрај хотелите, камповите и така натаму. Завршницата се обележува со изложба на цвеќето, прогласување на најубав балкон, најуреден двор и слично. Се обновува сообраќајните обележувања, патоказите и други информативни знаци. Камповите веќе ги отворија своите порти. Навистина во тековната година не престои пуштање во употреба на некој нов хотелско-гостителски објект, ниту поставување камен темелник, но затоа се во тек подготовки за реконструкција, модернизација и докомплетирање на некои од нив. Така, на пример, во Белви со пуштањето на филтрите престои давање во употреба на базенот, кој покрај гостите ќе може да го користат и други граѓани. Најкрупни потфати во ова смисла престојат кај Гранд Хотел Скопје. Без вакви општи настојувања нема доближување до врвните меѓународни критериуми за соодветните хотелско-гостителски категории, а без тоа ниту знатно позголемување на бројот на посетителите. Инаку, се очекува туристичкиот промет во 76-та година да бележи пораст од 10 до 12% кај бројот на посетителите, а кај ноќевањата од 8 до 10%. Како да се подзадржи оваа река туристи што го одминуваат Скопје на пат за внатрешноста на Републиката или преку граница? Ќе успееме ли во туристичка, тоа во комерцијална смисла да ги искористиме и насочиме значајните обележја на овој стар историски град со богато минато и ретки културни историски споменици, град споменик на југословенската и на светската солидарност, што од урнатини се вина во нов современ центар на Републиката. Туристичкиот сојуз на Скопје во март веќе изврши комплетна дистрибуција на туристичките пропагандни материјали, новот печетениот проспект, водечи план на градот, како и плакати на околу 320 адреси во земјата и странство, за што веќе пристигнуваат и благодарници. За Туристичкиот сојуз на Скопје, 76-та година ќе изобилува со уште многу други активности. Во рамките на богатата акционна програма се обновуваат поранешните и се формираат нови туристички друштва. Во тек се подготовки за поширока јавна дискусија за приградската зона, од аспектот на поинтензивно користење за одмор и рекреација на работните луѓе. Потоа материјалот за местото на Скопје во унапредувањето на домашниот туризам, како и за поцелосната, не само комерцијална, туку и туристичка експлоатација на комплексот Стара Чаршија, па материјалот за учеството на Скопје на домашните и на некои странски саеми и така натаму. На повидок е учеството на ТУЕКС изложбата во Загреб, а потоа и големата изложба на цвеќе во Скопје 11 и 15 мај, заедно со придружните манифестации. Целокупната територија на рекреативното подрачје Катланово-Катлановска бања е поделена на следните зони. Имаме зона на здравство, зона на туризам и угостителство, зона на масовен одмор и рекреација, зоне на општествен интерес од левата и од десната страна на река Пчиња, зона на село Катланово, спортско-рекреативната зона и сервисната зона на самото село Катланово. Зоната на здравство, која што е овдека набележена, покрај постојната бања е предвидено да се прошири и со објекти од областа на здравството, кои што треба да се лоцираат преку бањскиот рид. Визави бањата на најубавите терени е предвидено да се смести зоната на туризамот и угостителството.
A na po-visoka izохипса се наоѓа зоната за одмор и рекреација на жителите од Скопје. Од левата и десната страна на река Пчиња предвидени се две поголеми зелени површини од општествен интерес. Во склоп на едната од овие општествени површини се наоѓа површината која што денеска веќе екзистира една викет населба, која во догледно време треба да се уреди. Централно место во оваа зона зафаќа селото Катланово, кое што од денешните 700 жители треба да нарасне на 3500 со сите пратеќи функции за едно нормално станување. Централно место на селото му е дадено на градскиот центар, кој што треба да има улога не само центар на самото село, туку и као центар за целата рекреативна зона. Оваа површина, која што овдека е набележена и као најголема, тоа представува дел од идниот пловен пат, односно каналот Вардар, Морава, Аксиос, за која цел во овај захват е обезбедена соодветна територија.